На 5 дена до референдумот се кршат копијата меѓу поддржувачите на договорот со Грција и оние што се против. Сите се колнат во Европа. ВМРО ДПМН е на крстопат, ќе гледа кон Брисел и Вашингтон или кон Москва. СДСМ пред тест дали успешноста на референдумот е мерило на власта во сите пори на општеството. Мудроста на возрастните или снагата на младите, кој ќе ја приближи Македонија кон вредностите на западниот свет. 24 отворено вечерва е од Кавадарци. Ова е караванот на 24 отворено во 6 изборни единици, со 6 емисии, со нашата публика и со гостите кои што вечерва ви ги представувам. Имаме двајца кавадарчани во студио. Едниот е првиот претседател на Собранието во Независна Македонија, господинот Стојан Андов. Добре дојдовте во вашиот роден град, така да речам. Бизнисменката Ирена Јакимовска ни доаѓа од Прилеп, каде што е седништето на незината бизнис групација. Добре дојдовте и на вас. И двајца градоначалници, тоа е Аце Коцевски, градоначалник на Велес од Социјалдемократскиот сојуз, и се разбира домаќинот овде во Кавадарци, господинот Митко Јанчев, градоначалник избран од редовите на ВМРО ДПМН. Ви благодарам на сите што се озвавте на поканата. Се надевам дека ова ветровито време ќе и донесе и ветер во грб на Македонија за некои поубави времиња во иднина. Господин Андов, изминативе денови слушнавме повеќе пораки околу тоа како и би требало да се однесуваме на референдумот, што референдумот може да донесе, но и две многу спротивставени на некој начин. Едната која што денеска дојде од премиерот Заев, кој што кажа дека да има еден глас против, договорот со Грција ќе биде поништен, но гласовите на оние што излезат практично не се бројат. Втората е од претседателот на државата, господинот Ѓорѓе Иванов, кој што јавно се изјасни дека ќе абстенира од овој референдум, затоа што тој веќе еднаш гласал во 91-та година. Ако ги погледнеме и двете пораки, тие се многу спротивставени, но какви пораки кријат внатре? Сакам да кажам дека сега се наоѓаат граѓаните на Македонија и посебно припадниците на македонскиот народ, македонците, пред многу голем и тежок испит. И многу од тоа како ќе се однесат сега зависи и иднината и на земјата и на идните генерации од граѓаните. Ние 91 година покажавме дека за да се донесе тешка одлука и пресудна за многу децении напред, е потребно единство пред се на македонскиот народ, а потоа ни е потребно единство на сите граѓани покрај македонците и од малцинските етнички заедници. Овие пораки што доаѓаат зборуват за сериозна поделба внатре во македонскиот народ. И ние мораме да малку поразговараме за тоа од каде доаѓа таа поделба. Која е, да речеме, подлабоката причина на таа поделба и дали можеме и како можеме да ја превазидиме таа поделба, да искажеме единство и да го отвориме патот на нашата земја кон Европа. Сакам да кажам при тоа. Ако ја видиме генезата на пораките на Иванов, таа практично кулминираше со еден повик за бойкот на некој начин. Точно ги следам изјавите на претседателот Иванов и сакам да кажам дека господинот Иванов од 2009 година, кога е избран, до денес води политика на изолација на Македонија од западните вредности. За прв пат подолго време постои единство кај македонците и кај сите припадници на помалите етнички заедници во Македонија околу основната ориентација кон европска иднина на земјата. Тоа единство господинот Иванов од почеток не го почитува
и со своите настапи настојува да ги разбие редовите на луѓето, да се онеспособат да може да донесат правилна одлука и, ако може, да се нанесе штета на државата. Но сепак тој го има авторитетот на функцијата што ја носи и претпоставувам дека не се беззначајни тие пораки што ги прави. Затоа викам, заради функцијата што ја носи, тој носи многу поголема одговорност со своите изјави, отколку обичен граѓанин тоа да го каже. Фактички, Иванов од почетокот, кога дојде на функција, ја лансираше идејата за антиквизација. Груевски само ја проголта таа јадица и ги потроши парите и ги насочи буџетските средства за антиквизацијата, која фактички нас не одвои од Европа. Целиот тој процес, целиот тој концепт нас не одвои и сите наши пријатели и сојузници што ни беа дигнаа рација од нас. Сега тие се враќаат кај нас заради тоа што оживе идејата за Европска Македонија. И ова акција на Иванов е очекувана и не треба никого да замисли, од него друго и не можеме да очекуваме. Јас сакам да подсетам дека господинот Иванов, тој е професор. Што се однесува до конкретната политика и работа, конкретната работа, Иванов ниту еден ден нема минато на некоја задача за која во рок одреден можел да ја оствари. Тој не бил ни председател на местна заедница, ни на општина, ниту водел некој сектор во државната управа или негде. Добро, но имал и професорско искуство кое што веројатно го имплементирал преку своето знаење, ако веќе така гледаме. Просветното искуство што го има, го напушти и го замени со идејата за антиквизација. Тој фактички не се занимава со својата професија. Ако можам да сублимирам, вие велите дека пораката ни не може да допре до посилно народно изјаснување? Моето гледиште е дека Иванов е веќе прочитан од граѓаните и малку ќе има тој влијание. Не верувам дека некој ќе се понесе со неговите повици. Тој сега е отишол во диаспората, гледа диаспората да ја спротистави на мнозинството во Македонија. Што е? Тоа ли е негова задача? Тоа ли е председател? Добро, ви благодарам. Само уште кратко за ова ќе ми искоментирате околу тоа што Заев денеска го кажа, кој што вели дека се бројат гласовите што се излезени на гласање. Иако во законот не пишува така за референдум. Не, ово е референдум консултативен карактер, не е одлучувачки и мислам е многу важно да се излезе што повеќе, меѓутоа не е клучен цензусот при тоа. И многу е важно после од тие што излегле колку се за, колку се против. И затоа јас, поред овие мои согледувања и средби што ги имам со граѓаните, мислам и референдумот ќе биде успешен и не треба да постои некоја скепса. Меѓутоа жалосно е што македонскиот народ и сега го делат. И сега и во ваква ситуација има луѓе кои тоа го прават. Благодарам, ќе се навратиме малку подоцна. Јакимовска, во среда сме референдумска кампања во која што практично се искристализира два става. Едниот е оној што го предводи коалицијата на владачката коалиција во парламентот за референдумот, вториот на председателот Иванов и третиот на ВМРО ДПМН кој што е помеѓу сите тие ставови. Како вие гледате на целата оваа ситуација и мислите ли дека тоа ќе ги натера граѓаните да излезат на референдумот? Како представник на бизнис секторот, преди се морам да кажам дека економијата е клучна, која што влијае на развојот на едно општество.
a s ogled na тоа што функционираме и живееме во 21. век, каде што глобализацијата си го прави своето, сепак сметам дека не само во Македонија, не само во Европа и на глобално ниво, сите политички одлуки во однос на интегритетот на една нација, на една држава, треба да бидат во контекст и во интерес на развој на економијата, пошто е она таа клучната која што би ви дала додатна вредност за развој на истото општество. Нажалост, она што можам да го кажам како лик, како Ирена Јакимовска, е тоа дека како граѓанин на ова општество, е тоа дека се до тогаш додека бев дете и немав право на глас, каде што од моите родители одлучуваа за мене, јас немав ни право ни да ги осудувам за нивните лоши одлуки и покрај тоа што тие сметале дека донесле најдобра одлука во интерес и во моја љубов. Меѓутоа, како возрасни луѓе, како возрасен човек, кога имам право, меѓутоа имам и одговорност спрема општеството во кое што функционирам, јас како граѓанин на ова општество, моја одговорност е да си го остварам своето право на глас. Доколку не го остварам своето право на глас, немам право ни да судам за сите последици што би се случиле после тоа. Така да јас на овој начин го потврдувам и го повикувам ги повикувам моите сограѓани, ги повикувам моите другари, моите пријатели, достоинствено да си го искористиме своето право на глас и да си го дадеме своето право и својата одговорност. Предпоставувам дека кога зборувате за ова, пред се мислите на интересот и на бизнисот и на стопанството или вкупно на целото општество. Сметате дека Македонија во Европа многу подобро ќе се етаблира, снајде од това што се случува овие 27 години? Па ние геостратешки припаѓаме на Европа. Ние немаме друго место никаде освен во Европа. И сите актери, политички актери на македонското општество од независноста за овие 27 години, постојано во сите своји кампањи ga користе евроатлантската интеграција како едно од водечките средства, тулови, за да ги добијат правата на гласовите на граѓаните. Значи, доколку е така, независно на која позиција или опозиција припаѓате во овој момент, кога вашиот став е Европа и европланските интеграции, треба да останеме доследни и достоинствени на тоа што сме го кажувале. Благодарам. Коцевски, ќе ве молам микрофонот. Македонија пред некаков своевиден крстопат во овој меѓупериод, меѓутоа многу се зборува околу успешноста на референдумот, односно исполнувањето на она магична бројка за која што се зборува од над 900.000 гласачи, за да тој биде на секој начин легитимен. Мислите ли вие дека е остварлива? Практично сте и вие на терен, ги гледате работите, учествувате во дел од коалицијата, и во Велес и пошироко? Јас можам да зборувам во моје лично име. Јас ќе бидам многу среќен доколку референдумот успее. Силно посакувам тоа да се случи, затоа што мислам дека 30 септември е многу значаен ден во поновата историја на македонскиот народ, останатите граѓани кои живеат во Република Македонија и за сите граѓани, затоа што треба да донесеме една голема историска одлука со која ќе разрешиме многу дилеми кои ќе одредат во позитивен правец судбината и на граѓаните на Македонија и на македонската држава. Тешко е да се постигне цензусот. Мора да бидеме свесни дека голем број граѓани на Република Македонија се наоѓаат во постојан престој во странство, по собствена екзистенција, а и еден дел одат во овој период од годината, посебно во Италија, на собирање на плодови, со изведување на други земјоделски градежни работи. Се надевам дека ќе успее референдумот. Ние како коалиција која го поддржува ќе направиме се што е во наша моќ во рамките на законските надлежности да ги поканиме граѓаните на Македонија да излезат и да го дадат својот глас. Јас би сакал... Некои велат дека поради грешките што условно речено ги прави СДСМ во власта или во владата, поради оние аномалии што се покажале во изминатиот период, некои би сакале сега да го казнат СДСМ да не излезат на референдумот и да не гласат. Правите ли тука дистинкција помеѓу гласање за партија и гласање на референдум? Видете, тоа е сосем погрешен пристап. Мојот став е дека
ова е прашање врз кое не сме да има монопол ниту власта, ниту опозицијата, ниту СДСМ, ниту ВМРО-ДПМНЕ како најмоćни политички партии. Ова е прашање од голем стратешки национален интерес на македонската држава и тоа е надполитичко и наднационално прашање. И затоа би сакал уште еднаш да повикам на обединување, останаа уште малку денови, иако политичката партија ВМРО-ДПМНЕ отиде предалеку во незините ставови, е многу тешко сега да се коригира и да ретерира, меѓутоа се уште сметам дека има надеж до последен момент да сватат, да го преиспитаат својот став, да проценат колкава штета може да и нанесат со нивниот недефиниран став во врска со излегувањето или неизлегувањето на референдумот. Добре, мислам дека со нивното неподдржување на референдумот ќе нанесат големи штети и на државата, и на граѓаните на Македонија, но и на нивната политичка партија, затоа што мислам дека ќе престојат и тешки моменти потоа за ВМРО-ДПМНЕ, затоа што ќе го изгуби коалициониот капацитет. Многу тешко ќе помине дури ако работат на сценарио. Добро, да го оставиме тоа за ВМРО-ДПМНЕ да си го избори, одговори. Да, ќе ме мола микрофонот кај господинот Јанчев. Практично се наметна прашањето и веројатно тоа е првото на кое што треба и да се одговори. Во ВМРО-ДПМНЕ постои своевидно разногласие околу тоа како треба да се настапи на овој референдум. Излегува повеќе видни членови кои што велат дека треба да се настапи да се гласа против или да се гласа за, но во секој случај да се гласа. Председателот се уште ја нема преземено таа улога. Како вие, како подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ, но и како градоначалник на Кавадарци, гледате на референдумското изјаснување? Така, тоа се две различни работи за мене. Ако зборуваме како подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ, јас би се анализирал малку во последниве 7 дена, каде што имавме повеќе различни ставови и од моето интервју кој што ги имав, веројатно мислите и на господинот Тодоров кој што ги имаше интервјуто, а исто така и на господин Антонио Милошевски кој што има повик на негова страна. Меѓутоа, со последното интервју кое што ги имаше председателот Мицкоски, мислам дека тоа прашање треба да е затворено, каде што и самиот тоа објасна дека сите ние кои што имаме било какви прашања по однос на референдумот сме во едно заедничко множество, така да не го осудува ниту едното, ниту другото. Едноставно ВМРО-ДПМНЕ не повикува на бојкот, него остави на своите членови симпатизери по своја волја да одлучат за нивното изјаснување. Тоа е како ВМРО-ДПМНЕ, јас тука би можел само да го ретирирам и да го зборувам тоа прашање. Мојот личен став кој што бил претходно како личен став, сепак бил само личен став и че си го исполнав на денот на референдумот. Значи јас не отстапам од тоа да излезам и да гласам против овој договор, затоа што го аргументирав и го кажав зашто тоа го мислам. Како градоначалник и како функционер кој што водам општина од 40.000 жители, искрено вака чувствувам одговорност и една голема пресија и од самите жители, и од самата политика, за да знаеме што е најдобро да им го кажеме на граѓаните. Меѓутоа, сепак нашите граѓани не се толку неуки или незрели, сме поминале многу како држава. Мислам дека крајниот збор кој ќе го донесат, ќе го имаат со добри аргументи, под нивен личен став и без притисок. Така да мислам дека граѓаните се оние кои што на крајот се го кажат своето и треба да го почитуваме како збор. Имате вие контакти често со граѓаните, претпоставувам во каква насока се движат вашите дискусии со нив? Да излезат на гласање или да абстенираат? Како градоначалник и како професионална функција во работно време, а работното време не е 24 часа, никаде не сугерирам и не укажувам како треба и што треба да се прави, него ги кажувам штетните и оние позитивни елементи кои јас ги мислам како личност и како човек кој што доаѓа претходно од бизнис секторот. Така да не можам да сугерирам нито на еден, да му влијам на индивидуала, затоа што сепак треба овој референдум. Референдум значи да се произнесе секој индивидуално полнолетен човек според собствено убедување, како што го реков. Вие лично сметате дека за Македонија е подобро да биде членка на НАТО и Европската унија, па макар и со ваков договор со Грција? Гледај, да ги раздвоиме работите. Значи, јас кажав дека договорот според мене е штетен и тоа е штетен за една најглавна причина за тоа што треба за дома, во домашното семејство и во самата република да си го смениме името, да си ги смениме критериумите за нашето нарекување или како изразување во делот на Северна Република Македонија.
А во делот на НАТО и Европа немаме никаква дилема и за надворешна употреба би е супер договорот. Меѓутоа, поради тоа што времето поминало многу одамна, тука имаме еден господин кој што од 91 година е првиот председател на собрание и најдобро треба да знае ова хронологија и проблеми, дали во тоа време можело нешто подобро да се извади, дали би можело пред 10 години и дали ќе можеме утре. Според мене, во идно време би имале многу тешка можност да извадиме или да донесеме подобар договор од овој. А дека е болен и емотивен, тоа мислам дека го чувствува секој граѓанин. Да, благодарам. Господин Андов, Македонија после референдумот ќе влезе во процес на уставни измени, кои што за сега не се обелоденети. Во каква насока тие би можеле да се движат, бидејќи стравувањата на дел од јавноста се што доколку се избрише македонскиот народ, па се постави само македонците како македонци. Етимолошки, хронолошки, низ историјата имало многу ситуации како тоа се изведувало, но имате ли вие став околу ова прашање и околу уставните измени? Мислам оти е едноставно да се решат споровите околу преамбулата, например. А другите работи се врзани за членот 7, така да произлегуват од таму. Преамбулата може да се среди и тоа многу добро, ако за АСНОМ се направи формулација отприлика дека Македонија е основана како држава со одлуката на АСНОМ за основање на Демократска федеративна Македонија во рамките на Демократска федеративна Југославија. Со тоа се отстрануваат сите оние документи кои се на АСНОМ донесени, а кои повикуваат и дават на знаење дека треба сите земји, Република Македонија ќе биде основа за обединување на Пиринска и Егејска Македонија и така натаму. Така да не гледам некои сериозни проблеми кои би произлегле од уставните промени. Во делот на преамбулата очекувате да остане формулацијата за македонскиот народ и делови на албанскиот, српскиот, бошњачкиот и другите народи што се конституенти на државата? Сите тие се народи, како ќе ги наречите, ако не се народ, сите тие дел од народ, македонскиот народ во целина, дел од народ албански, дел од овој, дел од оној, не може се брише сегде народ. Сепак народ прави држава. Така да не гледам тука некои проблеми да има него. Сакам да му да кажам нешто во врска со ова што градоначалникот го кажа од 91 година наом. Сакам да ви кажам дека 91 година, штом ние го донесовме референдумот, во Грција веќе во октомври е одржан состанок каде е договорено Грција да не прифати држава меѓу Србија и Грција, тоест да се обезбеди решение во кое Грција и Србија ќе имат граница. Тоест да се подели Македонија. Тоа не им успеа, го отфрлија тоа, а потоа заклучија дека во името на државата не смее да има збор Македонија или некој изведен од нив. Што се однесува за тоа дали како оделе тие работи, ќе ви кажам вака. Киро Глигоров, потоа Клюсев, Бранко Црвенковски не успеа да се сретнат со некој грчки политичар. Никој не успеа во тоа да се сретне. Случајно тајна средба имав јас во Давос 92 година на 1 февруари, ама тоа ме молеше Мицотаки нигде да не се каже оти било таа средба. Иначе ќе изгоре човекот. Средба имаше само Љупчо Георгиевски со Симитис како премиер, негде 2000 година, мислам, беше, меѓутоа на меѓународен собир и како домаќин на тој собир се сретна со него. Никогаш не сме имале ни приближно можна вакво решение да имаме како што сега имаме. Никогаш. Добро, но
И ако можноста го за промена на пропуштиме, името и внатре во државата никогаш нити во македонското општество не била елаборирана. Оттаму сега тука изненаденоста или она што го зборува Јанчев, зошто и по дома сами меѓу себе да се викаме Северна Македонија. не, тоа е друго дали е елаборирано тоа. Во сега прашањето е на Ерга Омнес, сакате да го поставите прашање. Видите, тоа е многу релативно. Фактички со членот 7 тоа е разрешено. Ние сега не заради да не ги иритираме грците, не може да речеме од Ерга Омнес сега и не е Ерга Омнес, бидејќи признава македонци и македонски јазик. Така да, што Ерга Омнес не признава ништо. Меѓутоа, мислам и не треба на тоа да се инсистира, тоа е добро решено во договорот, подносливо, пријатно е решено. Сакам да ви кажам дека договор во кој се предвидува и промена уставот, ако ние сме сакале сами да го промениме уставот, да промениме нешто во него, не би правеле договор, сами би го направиле. Тука значи некои отстапки мора да направиме, па го правиме врз основа на договор со Грција. Грција направи сериозни отстапки, што фактички го призна идентитетот на македонскиот народ, македонскиот јазик и така натаму. Благодарам. Јанчев, само кај вас ќе се вратам малку околу уставните измени. Сметате ли дека требаше можеби претходно да се објават уставните измени? Па со оглед на тоа дека овој референдум после влегува во парламент кај што треба да се потврди и да се отворе уставот и да се отворат уставните промени, би било добро и транспарентно граѓаните да ги знаат од кој вид ќе бидат уставни промени, така да после тоа веќе е доста на некој начин за да се дискутира или да се прави било што. Али сепак ајде да кажеме дека тие уставни промени би требало да бидат управец кон она што го кажува и самото прашање или договорот. Благодарам. Јакимовска, вие имате контакти, претпоставувам, и со бизнисмени од соседна Грција. Иако се разбира дејноста ваша тоа го налага. Мислите ли дека можеше да се направи и подобар договор со Грција? Па економијата не признава граници. Така да независно во која политичка релација биле Македонија и Грција, економските односи кои што веќе сме ги воспоставиле на некој начин ги надоградуваме. Меѓутоа, оно што е предност овој договор во однос на деловното работење, делот кој што нас на македонскиите деловен живот многу не недостасува, ние нажалост немаме море, нема каде да излегуваме. Најблиска можност тоа ни е Солунскиот порт. На овој начин сметам дека ние би ги надоградиле некои пријателски односи помеѓу Македонија и Грција, каде што сигурно верувам дека Македонија и македонскиот деловен свет би добил приоритет во однос на користењето на луката и би имало некој поволност. И длабоко верувам дека доколку останиме доследни на реализирањето на договорот и доколку станиме доследни на нашите евроатлантски интеграции, дека и овој односот наш со грците и деловниот однос би се надоградил и би донесол други предности во иднина. Стравувањата се дека имајќи го предвид и претходното искуство, дека Грција можеби во иднина и не би го почитувала до крај договорот. Тоа се оние, да речам, делот оправдани стравови поради претходното однесување, во смисла на тоа дека кога ќе почнат преговорите со Европската Унија може да постојат и нови блокади. Повторно да има вето, да има нови блокади. Па ја верувам длабоко дека после покажаниот интензивен интерес на клучните играчи во однос на европската политика на овие простори, сепак Македонија е релативно мала и млада земја, меѓутоа нејзината геостратешка позиција очигледно е вредна и е битно да се зачува онаква каква што е, верувам дека би застанале во однос на овој договор и не би дозволиле да настанат некои евентуални негативни реперкусии во иднина и да настанат некои дополнителни проблеми. И сметам дека е конечно време после 27 години да се реши проблем. Во принцип не постои проблем кој што е нерешлив, така да длабоко верувам дека ќе се најди решение и за истото. Коцевски, во однос на можните понатамошни блокади на Грција, како дел од коалицијата, вие сметате дека има гаранции во договорот кои што тоа ќе го невозможат? Или е оставено практично на политичката култура и она што се вели преземени обврски? Не, јас не верувам дека тука има сериозни опасности, затоа што
доколку Грција не го почитува договорот, се ќе се врати на почеток. Тоа значи дека и ние можеме да се вратиме на стартните позиции, но како што кажа Ирена, јас сум длабоко убеден дека зад овој договор цврсто стои меѓународната заедница, највлијателните држави во светот и Европската унија како најсилна институција и најдобар проект, смислен после Втората светска војна на тлото на Европа и НАТО алијансата, и не верувам дека тие ќе дозволат да се случат било какви изненадувања. Не случајно Македонија во минатиот период беше посетена од највлијателните светски личности. Ќе ве прашам вас, па потоа и Митко Јанчев, ако пропадне референдумот, ако излезат повеќе гласачи против или ако нема цензус, па се проблематизираат уставните измени, која е алтернативата на Македонија? Според вас, постои ли некаква алтернатива во градење на тука внатрешнои релации? Вака, јас мислам дека Македонија нема алтернатива. Не посакувам да се случи можноста референдумот да не успее. Мислам дека ние македонците треба да бидеме многу мудри и паметни. На Балканскиот полуостров има уште две крупни нерешени прашања. Секогаш треба да го земеме во предвид фактот дека ако во меѓународните односи се прифати принципот на размена на територии како што заговараат Косово и Србија за разрешување на меѓудржавните проблеми, или земејќи го во предвид особено тоа што се случува во Босна и Херцеговина, треба сериозно да ја прифатиме пораката дека може да има и лоши сценарија за еднината, стабилноста, безбедноста на Македонија, доколку не го фатим овој последен приклучок кон Европската унија и кон НАТО. Но би сакал на тоа да додадам дека прво е важно во недела референдумот да помине во мирна атмосфера. За жал има некои најави дека можно е да се случуваат некои непријатни сцени, да има некои организирани насилни групи кои ќе ги пречекуваат избирачите пред гласачките места и ќе ги одвраќаат од идејата слободно, спокојно да го дадат својот глас. После можеме да развиваме многу сценарија што ќе се случи со Македонија доколку биде успешен референдумот, ќе биде едноставно се да се тера во позитивен правец, затоа што тогаш, како што изјави председателот на ВМРО ДПМН, и пратениците на ВМРО ДПМН ќе ги поддржат уставните промени. Иако да не забораваме дека 20 пратеници веднаш излегува со став дека нема да ги поддржат уставните промени. Тие беа изложени на притисок од некои лоби групи кои силно влијаат да се бойкотира референдумот и се истрчаат спротивно на партискиот став со нивните мислења. Гледам дека сега интензивно ги прозиваат и останатите пратеници, колку тие ќе останат доследни на нивниот став, допрва ќе видиме, но јас мислам дека дури доколку не се исполни цензусот, сега зборувам за моје лично мислење, не е тоа партиски став, ако излезет огромен број на граѓани, меѓутоа и покрај тоа не се достигне очекуваниот цензус, и ако најголем дел, убедливо мнозинство од тие го поддржат референдумот, бидејќи референдумот е консултативен, а не е задолжителен, мислам дека топката ќе се префрли во собранието на Република Македонија и доколку во парламентот се обезбеди двотретинско мнозинство за уставните измени, процедурата може да продолжи, иако тогаш може да се случат и некои непријатни сцени, немири и така натаму, доколку сценариото на ВМРО ДПМН е да го искористи неуспешниот референдум за барање оставка од председателот на владата Заев за предвремени избори или слични други сценарија. Второто сценарио е да се оди на брзи предвремени парламентарни избори со цел владеачкото мнозинство да го зацврсти своето мнозинство, да обезбеди двотретинско мнозинство и одма да приде кон измени на уставот. Добро, благодарам. Тоа се повеќе прашања што некако ги адресираме во ВМРО ДПМН во однос на успешноста на референдумот. Што за ВМРО ДПМН е успешен референдум? Гледате, ВМРО ДПМН е како дежурен кривец и нормално сега како опозиција и став кој што го има да биде на страна на граѓаните. Ние не можеме да се согласиме и не верувам дека 99% го поддржуваат ова граѓаните како референдум и како брзи избори, па апсолутно мнозинство да се има во влада и така натаки. Не се лесни тие процеси и воопшто не е едноставно ова што Аце ни го објасна и тој самиот знае дека не е едноставно. ВМРО ДПМН како ВМРО ДПМН е самото истакна и кажа дека
нема да прави обструкции на самиот ден на гласање на референдумот. Нивното членство, односно нашето членство оставено само да си размисли. Не очекувам никакви инциденти да има во делот на делот на референдумот, па никако да биде тоа во делот на она што значи одвраќање на луѓе, сликање или правење такви глупости, затоа што тоа е за мене минато време и не треба државата да се воведе во една ситуација кај што не доликува на македонец. Исто така и со госпожа Ирена тука од делот на бизнис секторот. Ќе ве вратам на тоа, на придобивките за НАТО и ЕУ, малку да го симплифицираме ставот. Доколку нема цензус, а огромно мнозинство од граѓаните се за на овие избори, дали ВМРО ДПМН ќе го признае референдумот за успешен? Доколку од 800.000 излезени, да речеме 700.000 се за. Тоа е сега игра на зборови или игра на политика. Значи, првично ние баравме цензус, да има 900.000 или 903.000 излезеност, тогаш јас си гарантирам дека со задоволство и председателот на владата и пратениците ќе имаат еден добро алиби аргумент. Ако не испаднат и 700.000 или 800.000 или 650.000 и прогласиме победа, и на некој начин биде тоа победа за тоа што сите се за или 90% се за, минењето во парламентот ќе биде малку потешко, затоа што верувајте, тие таму се живи луѓе кои што се парламентарци и работат во парламентот како професионална политичка битка, а поминаа овие последниве 2 години низ многу анегдоти кои што животот на дел од луѓето му беше загрозен. Така да воопшто не му е лесно на никој. Воопшто не е лесно. Јас бев најсреќен човек, пред се како човек, како ова денеска го разговаравме тука, во договор со сите партии политички, во договор со и опозиција и позиција, и имавме една добра стратешка цел и правец да си честитаме заеднички и да отидеме таму кај што треба. Така да НАТО нас не е неопходно. Тоа немаме дилема, никој тука жив човек на ова земјана топка, поготово македонец, мислам дека нема дилема во тој дел. Нема алтернатива за НАТО и Европската унија. Збориме во услови на неуспешен референдум или нешто што би било такво сценарио. Ама гледате, сега со овие референдуми, со овие измени ние немаме гаранција за Европска унија. Зошто ја зборуваме Европската унија? Ние сега имаме гаранции за влегување во НАТО. А Европската унија и кога ќе влеземе во Европска унија да сме здрави и живи, ќе почекаме може 5, 10, 15 години. Така да многу ги ставаме 3 прашања во едно. Убаво звучи, супер, дај Боже од 1 ноември сите да влеземе и во Европска унија и во НАТО, меѓутоа моје лично мислење дека не е така. Добро, благодарам. Тука правиме кратка пауза за реклами, па се враќаме во отвореното студио во Кавадарци. Во отвореното студио во Кавадарци со Андов, Јакимовска, Коцевски и Јанчев дебатираме на тема референдум, што потоа. Коцевски го слушнавме пред малку Јанчев во однос на оние размисли околу референдумот. Практично нема едноставно решение на она што се вели што ако референдумот не го исполни цензусот. Барем тоа го свативме од Јанчев со оглед на тоа што силите во парламентот се такви какви што се. Да, би сакал уште еднаш да потенцирам дека за жал Македонија нема алтернативи и добро е што и СДСМ и ВМРО ДПМН имаат исти ставови кога е во прашање НАТО и Европската унија. Не се согласувам со господинот Јанчев дека сега ни е приоритет НАТО, ние мора да ги почнеме преговорите со Европска унија затоа што е тоа долг процес и што побрзо ќе ги почнеме, до толку подобро. Лично мислам дека ги пропуштивме шансите во минатото да направиме подобар договор со Република Грција. Може би ако беа помудри предходните генерации политичари, ќе успеевме да постигнеме договор да нема ергалобност. Меѓутоа во оваа ситуација лично мислам дека е ова максимум што можеше да го извлече нашата преговарачка страна. Не е лесна одлуката, но сепак мислам дека не губиме многу, го задржуваме името Македонија, на него само му додаваме. Добро, тоа го елабориравме веќе. Географска одредница, тоа го елабориравме. Јазикот, во однос на она што би се случувало во парламентот. Сте биле и во парламентот. Очекувате ли дека ќе може да се најде парламентарно мнозинство што во услови на неисполнет цензус би гласало за уставните измени? Па јас се надевам, но не можам да тврдам дека тоа ќе се случи, доколку тоа не се случи, доколку нема друго решение освен да се оди на предвремени парламентарни избори за да се собере поинакво парламентарно мнозинство. Јанчев, значи Добро, јас сваки имам една мала реплика да кажам дека ние сега денеска почнавме да преговараме и разговараме за Европска унија, ја мислам дека не е точно.
дека се разговара повеќе од 20 години За официјални преговори зборуваме. Добро, са дали се официјални, неофицијални ги имаме како преговори, разговори, па исполнуваме услови, се движиме кон нешто кое што треба да го стремиме. Од друга страна имаме едно конкретно прашање, еве, доаце, доколку имам пратеник од Велес, од изборна единица 4 ми се чини или 5, независно, и доколку велешани испаднат само 10% на референдум и гласаат за, дали како пратеник ќе имате смелост и совест да дигнете рака за? Сега, не можам да одговорам на такви хипотетички прашања. Прво, велешани се Реално е многу прашањето, не е свесни хипотетички. за значењето на референдумот и верувам дека во огромен број ќе излезат и ќе го поддржат. Тоа ми беше и појаснувањето, тоа сакав да кажам. Доколку има излезеност на референдумот и доколку тоа го задоволува, многу полесно ќе им биде на самите пратеници да го верифицираат и да помине тоа како уставна промена. Доколку нема излезеност, верувам дека секој еден ќе има, ете како што кажавте и вие, реторички проблем за тоа го произнесе во самиот парламент. Се согласувам, тоа е тешка одлука за пратениците, меѓутоа ако гледаат визионерски, храбро и ако пред нив е секогаш сликата што добива Македонија со таа одлука, верувам дека ќе го направат вистинскиот чекор. Добивката е заедничка за сите жители на Република Македонија и она што го губиме заеднички, без разлика дали сме од бизнис сектор, од политика или од било што. Само јас една Ајде сугестија. да се обединиме тогаш и да го поддржиме. За јас и ти да се обединиме најлесно. Најлесно да се обединиме како градоначалници, како градови. Има тука малку поголеми дилеми. Милета Мислава, можеби не. И 903-та едни биле за поддршка на Илинденското востание, други биле против, предвремено се кренало и со крв задушено, така да учиме малку од историските грешки кои ги правеле нашите предци. Јанче, ваќе ве вратам, Тодоров рече доколку една силна бројка од 700.000 гласа го поддржува референдумот. ВМРО ДПМН ќе изврши политичко самоубиство доколку не го поддржи тоа во парламентот. Гледайте, ако еве реторички кажеме дека 700.000 имаме за, ВМРО ДПМН ако не го поддржи тоа во парламентот или го поддржи, е тема на дискусија која што треба да има некои идни гаранции за случувањето во парламентот. Ајде се вратиме малку назад пред 4-5 месеци кога самиот наш претседател излезе и кажа дека тој ќе излезе и ќе гласа против договорот. Мислам дека ја памтите таа изјава, беше на пресконференција, беше негова лична изјава. Меѓутоа, од после неговиот менување на став заедно со извршниот и централен комитет е само поради тоа што не се усогласија партиите да прашањето на референдумот биде поедноставно. Значи, цела суштина беше околу прашањето на референдумот. Јасно е дека е врзан систем, дека мора заеднички да биде прашањето и дека ако излезеш и гласаш против, да, сум против НАТО и Европска унија, не. Ако излезеш и гласа за Северна Македонија и за договорот со Република Грција. Па добро, договорот се прави заради влез во НАТО и Европската унија. Иначе претпоставувам дека никој не би правил договор за промена на име. А зошто немаме два договора? Зошто немаме два договора па да одбереме еден? Ова е само лош изговор, за жал. Два договора или два референдума? Не, два договора да имавме, па народот да одбереше еден од двата договора. Па затоа што другата страна се согласува со само еден од договорите. Тоа е тоа. Тогаш не е договор. За договор треба две страни. Па подпишане од двајца министри. Добро, супер. Добро, благодарам. Господин Андов, беа разменети неколку пораки, остана да лебди она прашање околу тоа што ако Грција не го почитува договорот, понатаму, може ли и Македонија да го врати своето уставно име утре ако се соберат 82 пратеници, 80 пратеници? Прво треба да знаеме дека овој договор не е само меѓу Грција и Македонија. Овој договор е меѓународен договор, каде странка е и Советот за безбедност, тоест Обединетите нации. Затоа е подпишан и од специјалниот пратеник на генералниот секретар на Обединетите нации Метју Нимиц. А овој договор ќе се заврши од кога се ќе биде во ред, ќе се смета завршен оној момент кога ќе биде известен Советот за безбедност дека прашањето кое проблемот кој е поставен во резолуцијата 817 веќе не постои. Таму стои дека треба двете страни да го решат проблемот да ги решат разликите во врска со името на
поранешната Југословенска република Македонија. Така стои во резолуцијата. Таму ќе се донесе измена на таа резолуција, ќе престане да важи резолуцијата, нема веќе никаква основа Грција да дава вето. Натаму нема никаква основа да не може да. Фактички целата работа е поставена така, ако оди како што треба, ние со Грција место љути противници, дури и непријатели, да станеме и пријатели и сојузници. И таа да нашите интереси ги промовира во понатаму и во Европската унија и во НАТО. И регионално да се усогласуваме се повеќе овој Јужен Балкан. Тука и Бугарија ја сметам да многу важна земја во тој поглед. Јакимовска, ги знаеме придобивките кои што земите членки на НАТО и Европската унија, оние што пристапиле во последниот период, како Албанија, Хрватска, Црна Гора ги имаат од пристапувањето. Мислите ли дека Македонија ќе ги отвори портите кон светот и во делот на инвестициите и во делот на она што се вели заживување на домашната економија, која што се уште некако се бори со овие внатрепартиски играри, па и со проблемите административни што се наследени, меѓутоа гледаме дека тешко се решава дури и при постоење политичка волја за тоа. Ја стварно посакувам наискрено да се разбудиме во едно убаво, сончево утро, па нека биде и јолку ветровито, каде што конечно ќе бидеме фокусирани на побитните работи. Тоа е животот со едноставен збор. Со сите своји позитивни и негативни страни. Конкретно бизнис секторот, барем јас колку што сум во него во последниве 13 години, постојано чека да поминат политички кризи, да поминат избори, да се етаблира нова влада, да се постават нови министри, еве сега да помине и референдумот. Сега Ајде нека биде ова дури нови избори доколку имаме проблеми во собранието. Верувајте, јас зборувам од аспект на бизнисот. Сето тоа обструира. И покрај тоа што ние како компанија сме скоро 100% извозно ориентирани и независни од економската состојба во Македонија, меѓутоа, на некој начин вашите добавувачи се нестрекни, а нестрeken добавувач прави негативна интеграција и на вашата компанија. Значи, предолго се чека да се етаблира бизнисот онака како што треба. Влезот во НАТО ќе му овозможи можност на одредени компании, барем да имаат потенцијал да влезат во нивните тендерски надавања. Колку што знам, НАТО има огромен буџет, еве ние конкретно како компанија би можеле да партиципираме за опремување на некоја НАТО база со перници и органи и постелнини за потребите на истите. Тоа зборуваме за сигурен пазар, сигурна наплата, значи можностите кои што би ги добиле со барем, еве се сложувам со Мите, барем влезот во НАТО во еден непосреден временски период е сигурно позитивните финансиски импакти кои што би биле на бизнисот. И стварно се надевам на позитивно утро. Како бизнисмен предпоставувам го делите ова мислење. Да, секако они ќе продаваат и органи, ние ќе продаваме вода на НАТО, така да од добри околности. Нема дилема во тој поглед. Значи, апсолутно ја не верувам дека некој има дилема. Без разлика дали од бизнис сектор, дали е општ работник или е новинар или е политичар. Ние имаме еден проблем во Македонија што треба да ги разграничиме работите. Ние денеска тука зборуваме и историја, и бизнис, и политика, и договори се. А се додека историјата не оставиме на историчарите да си ја работат така како што треба и да се согласат, ни сега ќе имаме проблем. Значи, секој толкување на секој едно минато, со секоја чест и респект према господинот Стојан Тодоров, кој што има максимално искуство, Андов, извините, искуство и неколку книги напишано, кои што една имам прочитано, еве, за жал само една од неговите книги, и ми е чест и гордо што од Кавадарци, значи, тој може да не раскажува за неговото минато од 90 навеќе. И треба да ги послушаме тие работи, треба да се соземиме и што каже Јаце, дај да се на некој начин усогласиме и да направиме нешто добро. Тоа е моето размислување. Благодарам, овде оставаме простор за публиката да видиме кој прв збара зборот нашите гости во публиката. Ајде. Еве тука микрофонот. Добро вечер. Најпрво поздрав до говорниците. Јас сум Цветанка Канчева, доаѓам од невладин сектор овде од Кавадарци. Моето прашање е до градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев. Господине Јанчев, јас од моје лично искуство
како дел од невладиниот сектор, можам слободно да кажам дека при имплементацијата на нашите проекти од фондови од Европската Унија сме доаѓале до проблеми при имплементацијата во нашата општина, односно бевме обструирани од страна на локалната самоуправа и не сме добивале поддршка. Меѓутоа, сакам да го слушнам вашето мислење, како градоначалник, дали би сакале ние, како граѓански организации, еден вид предвесник на државата кон Европската Унија и кон Европа, и од вашите изјави кои што ги имаме следено, дека сакате од Кавадарци да направите европски град, дали би сакале да не вклучите во вашата работа, пак заедно да направиме некои проекти, користејќи ги при тоа фондовите кои што ни се нудат од Европската Унија, и при тоа да ни помогнете како материјално, така финансиски да добиеме вашата поддршка. Благодарам. Благодарам на прашањето. Општина Кавадарци има регионален центар за невладени организации. Сигурно се запознаете, тие простори може да ги користите на дневна основа. Општина Кавадарци има заангажиран координатор на тоа невладена организација, каде што може да го користите и да ги давате сите сугестии и работи. Имавме јавен повик до сите невладени организации, ми се чини лани дека беше во ноември месец, каде што ги аплициравте вашите програми со целокупната годишна работа, и ние како општина одвоивме 600.000 денари за 2018 година и UNDP одвои 600.000 денари. За жал, до денеска, нашите пари се резервирани буџетски и не се исплатени. Исто така и парите на UNDP не се исплатени, со единствен изговор од страната на UNDP дека станува збор за технички проблем и станува збор за лошо аплицирани апликации од делот на невладиниот сектор. Така да добро е ова што го зборуваме, може би е добро и да се видиме од утре натаки заедно со невладините, да видиме кај се тие грешки и недостатоци, па ако треба една мала едукација да ги смениме, за во иднина да ги немаме проблемите. А во делот на заангажирањето на невладините организации сме транспарентни и отворени, почнувајќи од една културна манифестација па до било што, да секогаш биете дел од општината и од организацијата на самата локална самоуправа. Сашко Петров, граѓанин на општина Кавадарци. Господине Јанчев, кажавте дека историјата треба да ја пишуваат историчарите. Да се вратиме на назад, знаеме дека историјата исто така ја пишуваат и победниците. Па сметам дека со овој референдум, за да биде позитивен, сметам дека овој договор е баш таа позитивна историја. И сметам дека овој пат историјата ќе ја пишуваат двете страни, и Грција и Македонија. Друго сакам да ве прашам. Дали вие како индивидуа, не како градоначалник или како подпредседател на општина, како подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ и градоначалник на општина Кавадарци, дали вие знаете кој дел од договорот е штетен по Република Македонија? Тоа е едното прашање. И дали вие, како подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ и градоначалник на општина Кавадарци, ако на референдумот гласаат 700.000 граѓани за, дали вие ќе испаднете и ќе го повикате вашиот лидер Мицковски да ги поддржи уставните амандмани? Толку. Благодарам. Благодарам на двете прашања. По однос на првото прашање, во делот на пишувањето на историјата не се мешам. Дај Боже да пишуваме заеднички историја, ама изгледа че имаме и трета страна кога ќе пишуваме историјата, не ја заборава и Бугарија, во делот на Македонија. А во делот на она што го кажавте и го сугериравте, каде е штетниот дел од договорот, јас потенцирав и пред малку и сега пак ќе повторам, дека мене лично не ми е лагодно и не се чувствувам добро, емотивно, зборам од емотивни, не од радикални причини. Радикален да видиш е најлесно и најдобро чувство е радикален и да добиеме поени. Од емотивни причини ми е тешко кога ќе треба да сменам од лични документи до документи на фирмата, буквално до самиот себе да се сменам во Северно Македонец. Тука е таа за мене најштетна придобивка на граѓаните на Република Македонија.
Не гледам друго пострашно прашање во договорот, доколку кажувате, еве и кажуваме дека јазикот не е загарантиран и дека територијата си ја загарантираме како Северно Македонска. По однос на второто прашање, доколку има излезеност од 700.000 за или 800 или 900.000 да шпекулираме со бројки, јас лично нема да повикам никој на никаква одговорност, него тоа се знае на кој начин треба да оде. Членството си има своја обврска према партијата, ама си има и своји придобивки. Заедно со извршниот, со Централниот комитет, јас познавајќи те и лично, знам дека ги познаваш добро тие работи. Секој лично повикување на нешто, че излезе дека си купуваме за самите себе. Така да, еве, нема да излезам лично да повикам, пошто че излезе дека си ласкам на своја страна, а немам таква намера во делот на тоа. Да, само сакам да се надоврзам. Кога ја спомнавте Бугарија, сакам исто така да не ја заборавиме и Србија. Не знам колку ги следите емисиите, политичките емисии во соседна Република Србија, посебно кирилица, и некои новинари, например Лазански, или некои историчари кои што претходно во минатото били и амбасадори на Република Србија во Америка, кои што исто така повикуваат: оставите го Косово и Метохија, гледајте ја и Македонија. Значи, делот тие клучни луѓе на српската политичка сцена повикуваат дека Македонија исто така и српска бановина, што господинот Стојан Андов исто така може да додаде нешто во однос на оваа насока. Тоа е од мене. Ги следам овие настапи на разни политичари и така натаму. Има и уметници, има разни струки кои навистина настапуваат со чудни оценки. Еден дури отиде до таму што вели дека па што толку на Косово црквите, зошто ги дадовме оние во Македонија, па вие сега, зашто тие не ги барате натрак, назад, и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, основна работа во односот со Грција со Србија, за разлика од другите земји, е што српскиот народ, како народ, ја признава Македонија и македонскиот народ и сака блиски односи да има со нас. Инаку, имаме проблем, мораме да го постепено разрешуваме со Бугарија, каде пред 2 години имаше анкети, каде се кои кажаа дека 63% од бугарите на анкетата одговориле дека се македонците бугари. Имаме што да решаваме и понатаму со Бугарија, а грците преку 73% сметат дека ние не постоиме, не сме македонци и така натаму. Така да, тоа ќе се решава, мислам правецот е фатен правилно и не гледам дека ние ќе имаме со Србија, без оглед што има у последно време малку почесто такви испади, меѓутоа не верувам дека Србија ќе народот ќе допушти тоа. Досега тоа го спречавале дури и у времето на Милошевиќ. Ако треба малку да го преформулирам ова прашање, дали проруските сили во Србија се доволно сили да наметнат влијание тука врз гласачите во Македонија, па и врз српското малцинство во Македонија? Воопшто не верувам дека не гледам ја некој потват руски преку Србија да овде делува. Точно е дека во Србија има струи кои би се обиделе ако може да го застапуваат тој руски став, меѓутоа тоа не значи дека е став на Србија. А од друга страна, самата Русија па не пројавува некои иницијативи да го спречува овој наш пат. Русија од големите сили, членки на Обединетите нации, прва ја призна Македонија и тоа под уставното име. Тоа беше, мислам, 6. август 1993 година. До сега никогаш нема ставено никаков приговор. Стално изјавуваат дека тие ќе го поддржат договорот што двете страни ќе го заклучат. Кога беше заклучен договорот во Преспа, Лавров директно рече дека го честита
заклучувањето и го поздрави заклучувањето на договор. Не гледам ја такви опасности за Македонија да се растурат односите со Србија, иако морам да кажам дека е добро да се држат добри односи и контакти, чести контакти. И мислам дека е добар ова Заев што го прави, што почесто се среќава со Вучич. Тоа е добра работа, тоа се два најугледни политичари за сега во двете земји. Тоа треба да се настави, ако има некои спорови, сегаш има Благодарам. за јаболки или не знам зашто и така да се решат. Благодарам. Повелете Куцевски, па имаме ново Пред да прашање. му реплицирам на господинот Митко, во врска со ова што беше кажано за Република Србија, како што има во Македонија и во Србија има многу радикални кругови, тоа не треба воопшто да не загрижува. Доколку тие беа мудри и паметни, немаше да го изгубат Косово. Ако продолжат со погрешната политика, може би ќе ја изгубат еден ден и Војводина и ќе станат белградски пашала, како сакаме со нивниот жаргон да им одговориме. Мислам дека не треба тоа воопшто да не загрижува, но главното за што сакав да реагирам, се надевам дека Митко тоа направил лапсус или ако стварно мисли дека е така, сакам да му кажам дека е во заблуда. Во договорот подпишан со Република Грција никаде нема обврска за нас македонците да се нарекуваме северно македонци. Значи државата ќе се вика Република Северна Македонија со додавката северна како географска одредница, за да се разграничи дека има и други територии во другите држави кои го носат името Македонија. Ние си остануваме македонци, тоа никој не може да ни го забрани, јазикот ќе биде македонски. Така неодговорно се однесува и председателот на државата со неговите изјави кои ги праќа од странство, исто така сака да го штити договорот од нешто што не постои, а и радикалните кругови во Македонија кои се против договорот и заговараат бојкот на референдум, исто така сериозно ги злоупотребуваат фактите. Вистината е дека ние нема да се нарекуваме северни македонци, туку ќе бидеме македонци, како што и во светската историја и пракса се гледа дека има Северна и Јужна Кореја, па тие не се северни корејци или јужни корејци, туку се корејци, како што има Ирска и Северна Ирска и така натаму. Се надевам дека беше лапсус на господинот Јанчев. Не е лапсус воопшто, него вие ќе бидете македонец, жител на Северна Македонија. И се што имате создадено до денеска, а си создавал од 91 година навака како Република Македонија, ќе треба да смените. По професија бевте дипломиран граден инженер, ако имате градежна компанија, ќе го смените седишто на градежната компанија и ќе биде во Северна Република Македонија. Добро, Република Северна Македонија. Тоа за мене е страшно, за тебе не е страшно. Тоа е тоа. Добро. Благодарам. Повелете прашање од публиката. Здраво, јас сум Мело Вуко. Поздрав до сите присутни, до соговорниците. Имам прашање до нашиот градоначалник Митко Јанчев. Баш во однос на она сега што го дискутираме, во однос на нашиот идентитет. Господине Јанчев, македонската нација е еден поим, а етничка припадност е друг поим. Нацијата е составена, ние сме македонска нација, сите граѓани кои што живеат во Македонија припаѓаат на македонската нација. А како етничка припадност, ние можеме да бидеме македонци, албанци, власи, турци, срби, да не ги редам сите. Значи ние по договорот остануваме македонци. Прочитајте го членот 1, прочитајте го членот 7, кај што детално се опишува употребата точно на терминот Што ви е македонски. прашањето? Ова е како до објаснување. Прашањето до господинот Јанчев е: велите и вие и господинот Тодоров, го слушав на телевизија Телма, дека во наредна во некоја поблиска иднина не можеме да постигнеме подобар договор од овој. Гледаме пораки од Хан дека ако оваа шанса пропадне, дека во наредните 30 години тешко да Македонија постигне договор, тоа дали со тоа де факто вие поддржувате изолација на Македонија? Еве ќе дојде ВМРО на власт, ќе пропадне договорот, што ќе правите подоцна? Прашањето ако пропадне договорот, што ќе прави ВМРО или што ќе прави Македонија? Да, и ВМРО и Македонија. Така, не поддржувам изолација. Помлад сте, ќе ги видите и Хан, и после Хан ќе дојде некои и сите други. Нема да биде така се бело и лесно. Овој договор содржи повеќе работи, сами ги анализиравте и кажавте кои се и зашто се.
Ако го исполниме во целост договорот, ќе бидеме супер. Кога викаме дека не можеме да направиме подобар договор, тоа значи дека сме пропуштиле многу шанси. Пропуштените шанси не се враќаат назад. Сакам да кажам дека ако го поминиме договор како ваков, ќе биде лош и штетен од емотивна гледна точка. И ве молам, сватите таа емотивна гледна точка. Не зборувам радикално. Значи, таа емотивна гледна точка, дали ќе помине за месец, 2, година или за 3 дена, секој на свој начин ќе се ја соживее и ќе се ја свати во своето семејство. Значи, пак ќе повторам, од емотивни гледни причини. Добар ден, јас сум Димитар Врглевски од Сдружение Центар за стратегија и развој Пактис. Моето прашање би се однесувало до сите панелисти е во подруга област, станува збор за младите. Еден од поголемите проблеми поради кои што младите не се тука, па нити овде на настанов, е поради тоа што практиканствата и праксите кои им се нудат се пред се мизерни, а надоместоците кои ги добиваат се на иста таква мера. Мој личен став и сакам да ве прашам што мислите вие, дали со влезот во ЕУ би се подобрили истите ти услови? Јас сметам дека да, пошто нели во ЕУ секоја пракса и практиканство би требало да бидат платени, а сметам дека и стандардите би се подигнале воено, а условите, а и исто така и квалитетот на таа пракса. Во Македонија имаме многу добри фирми кои каде младите би можеле таму да одат на практиканство, а не да одат преку некои организации странство и така ги губиме. И ајде да кажеме дека, извинете, дека ова би било еден малчекор во тој процес на задржување на младите во Македонија, а не да ги испуштаме на секое. Дефинитивно, младите е оној основниот капитал кој што и државата и приватниот сектор треба да се фокусира и да го вреднува соодветно. Не само што еден од предусловите за влез во НАТО или почнување на преговорите за Европска Унија, независно од сето тоа, клучно е секој приватниот сектор да е фокусиран и да работи на зголемувањето на животниот стандард. Не само на практикантите, генерално на сите вработени. Ние треба да имаме достоинствен живот, под животен стандард се подразбира квалитетен животен стил, она што ќе ти возможи со помалце работа да имате подобар живот. Една од причините што младите заминуваат од овие простори не е само надоместот, не се сложувам со вас. Се условите во кои што вие можете да ги остварувате своите практикански дејности, можностите за вашиот техничко-технолошки раст и развој и вашата иднина. Значи, јас искрено се надевам дека за многу кратко време голем дел од младите ќе ја осознаат својата иднина и ќе ги осознаат своите можности за нивни дополнителен развој и раст тука во Македонија, таму каде што е најдобро да се зборува, да се смее и да се сака на свој јазик. Да, јас сакам да се надоврзам. За жал лесно би било кога причините за иселувањето на младите биле овие што ги кажа младиот господин, но според мене причините се многу посериозни и посложени. Најзагрижувачко е тоа што денешните млади генерации не сакаат или не може да се помират да се идентификуваат со ваква држава каква што е во моментот Република Македонија и не ја гледаат својата иднина и перспектива тука. Мислам дека со влегувањето во НАТО и со започнувањето на преговорите со Европската Унија нема веднаш да потече мед и млеко, но ќе се создадат многу добри предпоставки за да почнат работите да се менуваат на добро и младите својата сегашност и својата иднина да ја гледаат тука. Прво, Македонија ќе стане безбедна, стабилна држава, границите ќе бидат гарантирани и рена тоа може и Митко многу подобро од мене да го потврди. Капиталот, кога се инвестира, бара сигурност и стабилност за да се оплоди. Никој не доаѓа во Македонија од странските инвеститори заради љубов кон Македонија, туку за да создава профит. На тој начин, кога Македонија ќе стане стабилна, ќе има поголем прилив на инвестиции, на тој начин ќе се отворат подобро платени нови работни места, платите ќе бидат повисоки, младите ќе имаат причина зошто да останат во Македонија, но според мене уште поважно е тоа што Македонија нема да биде ваква држава како што е сега. Македонија ќе мора да ги прифати стандардите, вредностите на Европската Унија и на НАТО. Ќе стане многу подемократска држава во која ќе има јасна поделба на власта, каде што ќе има независно судство, високо почитување на човековите права и слободи и се ќе функционира многу поинаку и многу подобро од колку што е тоа сега.
Добро. Вистинска штета е што Македонија не успеа сама да изгради и ефикасно судство и ефикасни институции и тоа е веројатно вина на сите досегашни влади кои што се менуваа во изминатите 27 години. Јас тука сакам да ви се заблагодарам за учеството во емисијата. Веројатно 30 септември ќе ни понуди одговори кои што вечерва не можевме да ги дадеме или само ги претпоставувавме. А вам, почитувани панелисти, благодарам што бевте тука во Кавадарци. Почитувана публика, благодарам што бевте активни во емисијата. Останете со програмата на Телевизија 24, следуваат вестите.